Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во првото февруарско издание на емисијата Неделно попладне на програмата на ТВ каналот ВИС. Емисија која и денес има за задача вашето убаво неделно расположение да го направи уште поубаво. Се надевам дека ќе успееме во тоа. Мој гостин во емисијава е младиот поет. Зошто младиот? Затоа што пред да влеземе во студио со мојот гостин, разговаравме на тоа што е млад човек, а што е веќе човек кој не е млад. И тој ми рече, од 35 години нагоре веќе не е млад, а тоа е токму на границата, значи има 35 години и можеме се уште да го најавуваме како млад поет. Погодувате, нели? Митко Гогов, познат, признат струмички македонски поет и познат и во меѓународни рамки. Добар ден, добре дојде. Добар ден, Георги. Благодарно за поканата и голем поздрав до гледачите на ТВ канал ВИС. Така. Секој наш разговор е разговор со повод, така и овој пат во сабота ќе се случи еден интересен поетски настан во нашиот град, во Струмица. Нешто што за прв пат се случува во овој град, кој, нели, има многу поетски случувања, но велам ова прв пат се случува. Што е тоа всушност? Да, особено ми е драго дека ја имаме можноста да го најавиме настанот кој што ќе се случи во следната сабота на 9 февруари од 20 часот во џез клубот Депо во Струмица. Станува збор за еден нетипичен поетски настан кој го организираме по покана на колумбискиот поет и организатор на најголемиот поетски фестивал во светот Меделин. Станува збор за поетот Фернандо Рендон, кој е исто така дел од председателскиот одбор на World Poetry Movement или Светското поетско движење, кое представува непрофитна, односно невладина организација која е најголемата во светот и која во закрила ги има сите поети кои на некој начин се активни, но освен со поезијата се активни и со нивните активности со кои се обидуваат да ја подигнат свеста на глобално ниво. Така Сдруженијето Контекст од Струмица ја добија акредитацијата на некој начин да го организира ова нова активност, односно нова акција наречена World Without Borders, односно WOS, што би било на македонски Свет без зидови. Така. Значи, ако добро те разбрав, станува збор за светска манифестација која се одржува во повеќе земји, ти ќе ми кажеш дали е тоа така, а се одржува и во нашава земја и Струмица тука не може да одмине, нели? Да, секако. По заслуга на контекст, претпоставувам. По заслуга на сите културни работници кои се занимаваат во Струмица со книжевност, затоа што контекст не би бил контекст доколку би ја немал целата таа соработка и на локално, и на регионално, и на национално ниво. Инаку да, станува збор за иницијатива која за прв пат ќе се организира на глобално ниво. Ова иницијатива досега има пријавено 145 земји, односно 905 настани во вкупно 384 градови. Во Македонија ќе се организира во Скопје и во Струмица. Во Скопје одговорна е поетесата Наташа Сарџовска. Дел од учесниците се членови на Друштвото на писатели на Македонија, но исто така и дел од одборот на Струшките вечери на поезија, а овдека во Струмица, односно за нашиот регион, го организира нашето здружение. Супер. Значи, можеме да ги поканиме сите љубители на поезијата да повелат во сабота навечер, во колку часот? Како што кажавме, во сабота во 20 часот во џез клубот Депо, кој се наоѓа карши летниот амфитеатар во Струмица. Станува збор за едно многу убаво, многу пријатно камерно место во кое мислам дека поезијата, барем формата на поезијата која ја замисливме на тој начин да биде представена, ќе биде најубаво проследена од нашата публика. Би сакал да секако на вашите гледачи да им кажам за кои поети од Струмица станува збор и особено ми е драго дека формата и концептот, односно моделот на поетско читање кој го подготвуваме во сабота е поразлично од вообичаените настани кои ги правиме со Сдруженијето Контекст. Особено овде би можеле да ја направиме паралелата со роднокрајните поетски средби на кои поетите од Струмица и регионот настапуваат со по една нивна песна. Овде ќе имаме можност да направиме поетски профил на
Јас би сакал да кажам најдоброто од поезијата во Струмица. Ќе започнеме со Сузана Мицева, која е се уште нова во поетската фела, но исклучително извонреден, квалитетен поетски глас. Овде, на моје драго задоволство, за прв пат ќе имаме можност и вас, односно, нели, да ве најавам Ѓорги Калајџиев, да го слушнеме со малку поголем опус од вашата поезија, затоа што можеби ние сме навикнати да ве гледаме на ТВ приемниците или како водител и модератор на 100%, ако не 100%, 99% од настаните од областа на културата во нашиот град. Овде нашата позната поетеса и член на Друштвото на писатели на Македонија Вања Изова Велева од Гевгелија како регионален поддржувач ќе ни се приклучи Стефчо Стефанов. Од Струмица уште ја имаме ќерката на Иван Василевски, исто така реномирана поетеса и добро позната во поетските кругови Наташа Василевска Трајчевска, и секако овој пат вашата улога ќе ја имам јас, односно модератор на настанот ќе бидам јас, но секако доколку сака публиката би се представил и со... се представиш. Значи, ако го вклучиме Митко Гогов во тоа друштво, значи 6 мина поети. Колку што ја знам, секој ќе има на располагање 10 минути, значи да се представи, нели, со своја поезија. Тоа е повеќе од една песна, нели? Не, тоа значи 1 час, ефективен час поезија читање, и тоа не е мала работа. Да, идејата е всушност да направиме пресек на поезијата која е создавана од вас, Да. А во која ја обработувате темата, буквално или метафорички, свет без ѕидови. И освен што ќе имаме можност да ја слушнеме таа на некој начин социјално ангажирана поезија која ја обработува оваа тема, би имале можност да слушнеме дели од вашите нови стихови со кои ги најавувате можеби вашите нови книги, или секако едноставно да уживаме во месецот февруари, кој, знаете, освен што е најкраткиот месец, тоа е најубавиот месец за поетите, затоа што овде е 14 февруари, кој за едните е ден на виното, кој е блиско со поезијата, но исто така и ден на љубовта, односно блиско до сите автори. Добро, она што ме интересира е, интересен е насловот, интересна е темата Свет без ѕидови. Тие ѕидови во светот ниту ги создале поетите, ниту можеби нема, ниту ќе успеат да ги срушат тие ѕидови, но убаво е да укажат на нивното постоење и од потребата за нивно елиминирање. Јас се надевам, бидејќи поетите од секогаш, од вајкада, што велат нашите соседи, се носеле со идејата да го спасат светот. Можат ли поетите тоа да го створат? Многумина се скептични кога станува збор за литературата генерално. Но ако погледнеме наназад во периодиката, односно во историјата, ќе видиме дека книжевноста е исклучително важна, односно културата како сегмент во општественото живење е основен двигател на една нација, на еден народ, односно ако сакаме ова да го подигнеме на глобално ниво, исклучително е важно да знаеме дека литературата како алатка е она што прави на некој начин преобразба на свеста. Знаеме дека на глобално ниво, за вашите гледачи, иако можеби знаат, ние го работиме и фестивалот 100.000 поети за промена, кој е исто така со иста или слична намера, односно да проговори за глобалните проблеми. Овој пат на последниот состанок на Светското поетско движење кој се случи во Кина, организаторите решија да излезат со една малку поконкретна идеја, односно да излеземе со поезија која, освен што говори за конкретниот проблем, говори и за можните решенија. Овде зборуваме за ѕидовите, како што кажавме, и ги знаеме ѕидовите кои ги најавува Трамп во Мексико, ги знаеме оние невидливи или бодликави ѕидови кои ги поставува Европа за мигрантите кои не од добро решиле да дојдат овде.
Имаме исто така ѕидови кои, да кажеме, Италија ги најавува за луѓето од Африка или за луѓето од Албанија. Генерално, многу од државите во светот им чежнеат да се изолираат, но освен тоа и индустрискиот концепт кој го има во светот се повеќе и нас лично не изолира, се повеќе луѓе немаат можност и простор за реализација. Луѓето од овој офлайн свет, од овој материјален свет, се повеќе прибегуваат во онлайн светот, односно се префрлуваат во виртуелниот свет. А знаеш, таму борбата за екзистенција е многу потешка затоа што веќе почнуваме да се бориме и со вештачката интелигенција и со андроидите. И тоа на некој начин исто така представува страф и заплашување, односно уште еден виртуелен зид кој ни се поставува. Така да сметам дека ние како автори, освен што многуми не сакат да кажат дека пишуваме од љубов или од порив и така натаму, би можеле да се да направиме паралела со односот и ефектот кој го направи во политичкиот дискурс изминатиот период и во Македонија поезијата на Анте Поповски или поезијата многу од доените на современата македонска поезија. Така да оваа манифестација всушност е нашиот сериозен чекор во кој покажуваме дека постојат автори и во 21. век кои чежнеат за истата желба, со иста цел, преку нивниот поетски глас да допрат до луѓето кои ја сакаат поезијата и сметаат дека на некој начин, освен што дава внатрешна реализација, може да биде и чекор за подобро општество. Да, ти зборуваше за крупни ѕидови во светот, но постојат и оние помали кои не се помалку проблематични. Станува збор, еве, живееме во едно општество во кое луѓето секојдневно, катадневно прават ѕидови меѓу себе, се оттуѓуваат едни од други, не си одат нагости, се мразат, полна е Македонија со омраз. Не знам зошто е тоа така, претпоставувам има одредени причини, веројатно треба да се бориме и против тој тип на ѕидовите. Што мислиш ти? Тоа би бил таа метафорична... Ти ние сме дел од светот. Тоа би била таа метафорична борба за која кажавме. Значи, од една страна се бориме буквално против видливите ѕидови, а финансискиот ѕид кој се поставува меѓу народот, односно поделбата на сиромави и богати, која секојдневно е се поголема и ги доживува своите крајности во една хоризонтала, ние со помош на поезијата се обидуваме да направиме една позитивна вертикала во која ќе дадеме до знаење и на оние криминалци што не прават мали криминали, туку на криминалците што прават закони со кои го поминуваат нивниот криминал, да им дадеме на знаење дека не живеат сами и не дека на нас лично тоа не засега, но ако сакаме да размислуваме во позитивен контекст, тогаш несомнено мораме да се задржиме на фактот дека никој нема никаде да оди и сите сме овде и како што е една од основните пораки на Европската Унија, тоа би било дека на небото има место за сите ѕвезди и доколку е така, сите ние како граѓани, како луѓе пред себе би требало да се потрудиме да нема сиромаштија, односно да не биде тоа само кажано вербално, туку да помогнеме онаму каде што можеме. Знаете, некои помагаат на луѓето по улица, некои помагаат на домовите за деца без родители, некои помагаат и на гулабите и врапчињата во зима со тоа што фрлаат остатоци од нивното јадење во дворот, но секој добронамерен гес е всушност подобрување видливо на нашето општество. На сетиот амбиент, нели? Добро, колку ѕидовите, големи или мали, видливи или невидливи, се инспиративни за тебе како поет? Па за мене, не знам, јас би можел да се поврзам со она што го гради мојот карактер, односно
ако се ја поврзаме душата со нашиот карактер, а знаеме дека на душата музиката и е нешто најблиску, овде би ги спомнал Pink Floyd и нивниот познат Brick in албум the Wall, да. The Wall, со кој може би јас започнав да растам и да се градам како човек. Така да не само за мене, ако ги земеме овде и Кафка, и Бекет, и сите оние влијателни, култни автори на светско ниво, за сите нас ѕидовите представувале на некој начин инспирација, независно од тоа дали во позитивен или во негативен контекст. Така. Добро, жално е тоа што бевме сведоци, оти памтиме малку поодамна, бевме сведоци на нешто убаво, тоа е рушењето на Берлинскиот зид, ама сега сме сведоци на создавање на некои нови зидови. Се надевам дека светот ќе се вразуми и дека ќе ги елиминира тие зидови меѓу луѓето, бидејќи луѓето се луѓе каде и да живеат во светот. Добро. Во контекст на активностите на контекст, последното твое гостување го најави, повторно беше разговор со повод, беше 100.000 поети за промене, ди тоа се случи, кои се твоите импресии, колку си задоволен? Јас растам со тој фестивал многу пати и на многу луѓе тоа им го кажувам. Јас кога ја започнав оваа иницијатива во Струмица, јас навистина не знаев дека на оваа годишна временска рамка, скала, ќе достигнеме 8 изданија и особено ми е драго што од година на година фестивалот има тенденција да расте, од година на година струмичката публика има можност да се запознае со поетските ракописи не само на поети кои творат на територијата на нашата држава, туку имаат можности да се запознаваат и со поети кои ни доаѓаат од надвор. Секако, ја чувствувам таа позитивна градација и со нетрпение го очекувам 9-тото издание. Да, добро, беше убаво, тоа сакав да го слушнам од тебе, навистина беше убаво, бев видел и јас за моја среќа од оваа манифестација беше навистина убаво да се почувствува таа атмосфера, тоа пријателство меѓу поетите, да се доживее таа нивна поезија различна, многу различна од поет до поет и се надевам дека ќе го доживееме и 9-тото и 59-тото, да кажеме, издание, зошто да не. Но, при последното твое гостување ми најави дека, те прашав, што е со роднокрајните поетски средби, ти викаш, по нова година ќе биде. Ама нема ништо тоа. Ќе си дадам шлагворд од последната емисија. Тогаш кажав дека застанавме пред 13-ката и никако да ја скршиме. Да, ја почнавме годината и јас ја почнав со намера. И ти рече дека не си суеверен, значи не е тоа причината. И ја почнавме годината со позитивна намера дека Свети Валентин и Свети Трифон се идеален повод за да се собереме роднокрајните автори и да го разбиеме зидот пред 13-тото издание на роднокрајните поетски средби, но искрено, како автор, не можев да одолеам на поканата на Светското поетско движење за оваа манифестација која е тематска и решив најпрво да го поддржаме ова светско движење, но ние сме поети, а доаѓа 8 март. Повторно да си пуштам некоја надеж. 8 март е добар. Ако се подсетиме на Рабиндранат Тагоре, на Лорка и на многу други, сите пишувале за жената, така да зошто да не се собереме роднокрајните поети да видиме? Немој, сега ќе те разубедам, 8 март е Маскенбал, 9 март е карнавалот во Струмица. Да. Добро, во тој случај на одборот на Струмичкиот карневал се извинувам затоа што сум дел и од организацијата на конкурсот и изложбата на карневалски фотографии со Сдруженијето Евровизија, така да, на одборот од Струмичкиот карневал им посакувам прекрасни карневалски денови, но не знам, да ја повикаме пролета заедно. Сепак знаеш дека комуницираме на многу убаво позитивно ниво и сето она што контекст го организира со кворум од сите учесници. Убаво си помуабетивме, но ајде да завршиме со Антеов слов. До кај се нештата?
Антево слово минатата недела се одржа во Каникати Сицилија. Тоа беше негово 4-то издание. Знаеш дека јас ја добив наградата на 2-то издание. Откога ја добив наградата, започнавме со доделување на првата книжевна награда за македонски автор која се доделува во историјата на Македонија надвор од Македонија. Оваа година добитник на наградата, односно наш годишен лауреат е професор доктор академик Катица Ќулавкова. Во тек се подготовките на македонското издание и доделувањето на наградите. Овде се во најтесен избор 30 поети од Македонија, во текот на месец февруари ќе биде врачувањето на наградата за лауреатот и за сите други добитници во спомен собата на Анте Поповски во општина Ѓорче Петров во Скопје. Добро. И еве, пред да ти се заблагодарам за овој разговор, што очекуваш од сабота, од она што го најавувавме на самиот почеток од разговорот? Од сабота, како што кажав, затоа што се испробуваме да со нов модел на презентација, јас на вистина, затоа што во интерни разговори со многу луѓе, да кажеме, рекле овој поет многу ми се допаѓа поезијата што ја пишува, би сакал да слушнам многу повеќе од него. Овој поет многу ми се допаѓа начинот на кој ги интерпретира неговите стихови, би сакал да слушнам повеќе од него. Очекувам во сабота публиката која ќе дојде да го почувствува токму тоа, да ужива во добрите стихови, да ужива во нивната интерпретација и секако сите да си одиме малку попозитивни, малку пооптимистични за еднината што доаѓа, затоа што, како што велат старите, ние ги креираме нашите мисли, а она што се нашите мисли се проектира во околината. Така да мислам дека ѕидовите поставени од надворешниот фактор ќе бидат доволна инспирација да ги растуриме нашите внатрешни ѕидови. Се надевам дека ќе биде тоа така. Битко, ти благодарам за разговорот и ти посакувам успешна реализација на сите зацртани активности за оваа 2019 година. Се гледаме во сабота. Ти благодарам, Георги. Почитувани гледачи, одиме понатаму со емисијава. Месец февруари е, а во февруари пред нешто помалку од една деценија се случи еден историски настан за струмичката култура, па и за македонската. Станува збор за едно гостување на струмичкиот театар во градот Марсеј во Франција. Таму беше и вашиот водител и подготви една интересна репортажа. Предлагам да се подсетиме.